Ова утро разговарам со доктор Виолита Солева, која што е специјалист по медицинска биохемија, а темата на која што ќе зборуваме е новиот тест за проверка на алергии. Особено овој период кога излекуваат алергии за кои што ни самите можеби не сме свесни, одличен повод е да го промовираме новиот тест за алергија. Докторке, каде што се наоѓаме и ние во Биотек. Добро утро до вас. Добро утро, добре дојдовте во Биотек лабораторија. Така. Да слушнеме за каков тест за алергија станува збор, а понатаму и други прашања пропратно или на кој начин се откриваат, како изгледа тестот, како се прави. Од неодамна во Биотек лабораторија е воведен нов тест за алергија, алергонанопанелот, кој што представува основа на молекуларната алергиска диагностика. Значи овој тест е инвитро тест, најнов, од најнова генерација, кај кој што се испитуваат молекуларните алергени, односно се испитува молекулата, за разлика од претходните тестови, каде што испитувањето се правеше на ниво на алерген. Како изгледа самото тестирање, дали преку крв, дали на кожа се прави тестирањето? Тестирањето е инвитро, односно се прави преку крв. Пациентот доаѓа во лабораторија, земаме крв, обична венепункција и потоа се прави анализата. Нема никаков ризик по пациентот. Така. Сега кога се зима крв, обично нели се вели да бидеме гладни, да дојдеме рано наутро, дали тоа важи за овој вид на тестови? Има ли некоја претходна подготовка за пациентот? За овој тест не постои никаква претходна подготовка, значи не треба пациентот ни да е гладен, ни да е жеден, не зависи ни од фазата во болеста во која што се наоѓа пациентот, дали е акутна фаза со симптоми или нема симптоми, значи сеедно овој тест се прави во било кое време. Колку влијаат терапиите? Бидејќи знаете дека и повозрасните пациенти примаат терапија, особено и во овој летен период, дали е за притисок, дали некоја друга терапија, колку тоа влијае врз резултатите на тестовите? Значи терапијата воопшто не влијае врз резултатите, дури и терапиите за алергии, како антихистаминици, кортикостероиди, воопшто не треба да се прекинуваат за да се изработи овој тест. Значи терапијата нема никакво влијание врз резултатот, затоа што се испитува на молекуларно ниво. Кажавте дека преку крв се откриваат алергените. Како може да се испитаат алергиите? Колку видови има на алергии кои што може да се испитаат преку овој тест? Значи, овој тест, како што кажав, е најсеопфатен, односно со овој тест се испитуваат 295 алергени и тоа 117 екстракти на алергени и 178 алергени молекули. И сите тие алергени се поделени начелно во две групи, и тоа инхалаторни алергени, каде што се испитуваат полени од дрвја, од плевели, од треви, и тука исто така домашната прашина, како и нутритивни, кои што се поделени на алергии на храна од растително и животинско потекло и останати како латекс, животни, инсекти и така натаму. Сега, дали постојат пациенти кои што не се алергични на буквално ништо? Има ли такви пациенти каде што тестот излегува негативен, да речеме? Да, секако дека има, да. Имаат симптоми, меѓутоа тие симптоми може да се должат на нешто друго, а не на алергија, ама секако е добро да се направи тестот за да се разликува дали се работи за алергија или за некоја друга болест. Така, кога веќе споменавте симптоми, нели имаат симптоми на алергија, кои се тие симптоми на алергија? И дали се кај сите возрасти истите симптоми и кај деца и кај повозрасни граѓани? Да, најчесто се истите симптоми. Симптомите на алергија најчесто се печење и солзење од очи, потоа течење на нос, кивање, сува кашлица, може болки во стомак, грчеви, обструкции, отежнато дишење и слично. Тоа се симптомите кои што воглавном се јавуваат кај алергии и кај возрастни и кај деца. Што по добивање на резултатите? Од кога ќе добијат резултати пациентите и на нешто се алергични, што понатаму? Треба ли да се зема одредена терапија, да се упати кај матичен лекар, што понатаму? Значи вака, резултатите се добиваат за 24 часа, значи брзо се добива резултат. Откако пациентот ќе го добие резултатот, тоа е многу сеопфатен резултат, зашто се испитуваат 295 алергени. Потоа пациентот тука добива консултација од доктор и секако треба да се упати на пулмоалерголог доколку има нешто специфично за понатамошно ординирање на терапија на пациентот.
споменавме дека не е ништо страшно, дека се зема крв од вена, така, венско земање на крв. Не е важно дали сте јадени, ниту пак во однос на дехидрираност, дали сте пиела вода или не. Дали има други подготовки кои што треба да ги знаат пациентите, ева кога се временските услови во прашање. Дали во пролет, во лето да се направат овие тестови, зимно време? Воопшто не постои правило, значи може да се прави во текот на целата година, независно од временските услови или од изложеноста на алергени. Например, сега е пролет, па треба да се прави, тоа никако не влијае. Може да се прави во било кој период од годината, а во однос на земањето на материјалот, тоа што е многу важно, кај дечињата со алергии, кај дечињата не е потребно да се направи венепункција, тие се боцкаат од прст, зашто за овој тест со многу мала количина на крв се прават сите овие алергени. Колку често препорачувате да се прави тест за алергии? Еднаш годишно можеби или на неколку години? Значи вака, кога пациентот има симптоми, најдобро е што порано да се направи тестот за алергија, за да се знае на што не треба да се изложува понатака или каква терапија треба да се земе. Откако ќе се утврди на што е алергичен пациентот, понатака овој тест треба да се повтори само уште неколку пати во текот на животот, затоа што алергените на кои што пациентот бил алергичен во текот на детството не мора да останат во текот на целиот живот, поради тоа што и самиот имунолошки систем на човекот се менува, односно созрева, па така и ќе биде промената и реакцијата, алергиската реакција. Тоа значи дека ако некој никогаш до сега не бил алергичен, можно да се појави алергија во текот на животот и обратно, дали може да исчезне таа алергија доколку се третира правилно? Може секако. Значи тоа е променлива категорија и затоа неколку пати во животот треба да се испитуваат алергиите. Улични совети и препораки до нашите гледачи да дојдат и барем како што велите вие неколку пати во текот на животот да ги направат овие тестови, без разлика дали ги имаат симптомите или не, а сите имаме симптоми, особено во овој период од годината, дали солзење на очи, дали течење на носот, кивавица споменавте, така што убаво е да се направи превентивно еден тест за алергија. Вам ви благодарам и верувам дека ги опфативме сите оние информации за тестот за алергија. Да, уште нешто да додадам, дека во суштина со овој тест, ваков сеопфатен и најнова генерација каков што е, представува уствари една глобална персонализирана проценка на пациентот, односно пациентот добива на некој начин алергиски пасош, што тоа значи. И оние алергени кои пациентот ги добил како позитивен резултат, а тој нема симптоми, сепак на тие алергени во текот на животот пациентот ќе мора да внимава, затоа што ќе може да развие алергија во некоја дадена ситуација. Например, ако пациентот има позитивен резултат на убот од пчела и оса, а досега не се сеќава дека имал сензибилизација, тој ќе мора да внимава, односно кога ќе оди во природа ќе треба да носи епипен, да внимава и така. Одлични совети и препораки, како што кажавме. Благодарам на вас за одвоеното време и за ова интервју. Ви благодарам и вас, а на пациентите им препорачувам секако да го направат овој тест, за да знаат со што може да се соочат во текот на животот и да може да уживаат во секое годишно време без симптоми. Ви благодарам.